Епископот Велички Никола назначен за нов митрополит на Австралиско-новозеландската епархија. Одлуката беше донесена на денешната вонредна седница на Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во полн состав. Промената доаѓа откако митрополитот Петар поднел барање за разрешување од оваа епархија, а токму по негов предлог беше избран и неговиот наследник. Официјалните причини за повлекувањето на владиката Петар остануваат непознати за јавноста. Светиот архиерејски синод го разреши досегашниот администратор и за нов епархијски архиереј на Австралиско-новозеландската епархија го избра епископот Велички господин Никола Трајковски со титула митрополит Австралиско-новозеландски и неговото назначување се смета од денот на изборот. Меѓу другото се спомна дека за великденските празници треба да се упати надлежен епархијски архиереј и во неговиот предлог се прифати досегашниот негов викарен епископ Никола веќе за неколку седмици да замине во Австралиско-новозеландската епархија и таму да биде со својата паства за Светото Христово воскресение. Владиката Петар со оваа епархија управуваше цели 3 децении, период исполнет со длабоки поделби и долгогодишни несогласувања меѓу него и тамошните црковни општини. Очекувањата се дека со изборот на новиот архиереј, синодот ќе направи клучни чекори кон долго очекуваното обединување на верниците и нормализирање на црковниот живот на петиот континент. Иако се очекуваше, денеска не се расправало за избор на нов митрополит на Австралиско-Сиднејската епархија, со која до својата смрт раководеше владиката Тимотеј. Упати барање архиепископот, неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан до членовите на синодот, од сега па понатаму со таа епархија да раководи синодот, тој повторно ќе биде активно вклучен, меѓутоа целата кореспонденција ќе доаѓа преку канцеларијата на Светиот Синод. Прашањето за прикриувањето на епархиските граници и финансиска одржливост на поранешните членови на ПОА ќе се најдат на дневен ред на следната седница. За оваа комплексна проблематика ќе се бара решение на 19 мај. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.